Dobar ден od Silvana Pavlovska. Ви благодариме за вашето внимание. Денес ќе зборуваме за Гоце Делчев и што пишува Климент Шапкарев за Гоце Делчев. Тој беше подруг од сите. Гоце те прашува како си, со една близкост, со едно сочувство со тоа што ќе му го кажеш. Кога ти почнуваш да зборуваш, не можеш а да не му се отвориш и со душата и со мислите. Синот на Кузман Шапкарев, Климент Шапкарев, роден во Охрид на 30 јануари 1875 година, починал на 12 септември 1949 година во Битола. Тој е соученик, другар и идеен somисленик на Гоце Делчев. На 6 мај 1934 година при Пловдивското македонско благотворно друштво Гоце Делчев на пригодната манифестација Гоцево утро одржал реч, која набргу е печатена во посебна книга. Оваа реч досега не е доволно позната, не само за нашата поширока јавност, туку и за историографијата. Овој текст на Климент Шапкарев е од посебно значење, бидејќи не нуди само историски податоци, туку пред се дава осврт кон една досега малку позната димензија на личноста на Гоце Делчев. А тоа е неговиот психолошки лик, изразен преку неговото воспитание, карактерот, погледот на светот, начинот на неговата комуникација со блиските и со подалечните соработници и преку многу други постапки од неговото секојдневие. Речта на Климент Шапкарев ја пренесуваме со незначителни скратувања во превод и подготовка на Тодор Влахчев. Добив писмена покана од Пловдивското македонско братство Гоце Делчев да напишам мои спомени што ќе бидат отпечатени во Гоце лист или што ќе ги прочитам на Гоцевото утро. Тоа друштво има намера да објави пригодно списание по повод споменот на годишнината од смртта на знаменитиот апостол и нивен патрон, како и да приреди утро со беседи за Гоце Делчев. Ја пофалувам оваа веќе традиционална иницијатива секоја година во тоа време да се објавува вакво списание. За пофалба е идејата да се покануваат другите се уште живи негови современици да напишат по нешто што знаат во врска со Гоце, бидејќи заробени во работното секојдневие и со животни проблеми, тие како да чекаме прво да не поканат, ние всушност да чекаме прво да не поканат, па потоа да се насочиме кон размислувањата за она време, за оној живот, за оние дејствија од недамнешното минато. И самиот се одадов на такви размислувања. Размислував една ноќ, па уште една, и убави спомени ми излегоа пред очи. Ги преживував еден по еден и размислував. Она кое денес најмногу го окупира моето сознание е како се случи од сите наши другари и соученици од второ или трето оделение на основното училиште во Кукуш, преградено со штици и поделено на православно и унијатско, со учители дедо Кузман Шапкарев, Никола Волчев, учител Вангел, Епифани, нашиот другар и соученик од 5 и 6 клас на Солунската гимназија.
Goce Delčev, kај учителот Константин Величков, а потоа Јункер во војното училиште, да стане вивнат, легендарен, народен љубимец, а ние да останеме обични граѓани. Гоце допира право во душата. Кој беше и како беше тој наш другар Гоце? Да достигна да биде општо почитуван народен херој. Ги претерувам спомените и барам одговор прво за себе, а потоа и за другите. Барем копам по неговиот живот, по неговата душа. Го споредувам со нашите предходни знаменити дејци и сакам да ги доловам неговите особености, она пошто се разликува од другите. Пред очи ми излегува Ѓорче. Велат и Ѓорче беше мозокот на делото. Ѓорче беше на висина голема и умна глава. Го среќаваш, седнуваш со него на иста маса и гледаш, чувствуваш дека спроти тебе седи умна, практична глава, која не лета во облаците, Тој самиот е свесен за тоа и без да сакаш. Таквата состојба се наметнува меѓу тебе и него пред секој разговор со што се јавува дистанца меѓу нас. Позборуваш малку и си заминуваш. Со Гоце не беше така. Пред очи ми излегува Матов, глава полна со знаење, а по джебовите мислиш дека носи цели томови со записи од целата светска историја. Секогаш е подготвен да ти цитира се што ќе посакаш од историјата. Кој сакаш културен народ, кој сакаш великан идеец, мислител, како постапувал и нашата денешна состојба на која епоха наликува. Слушнеш, научиш и си заминуваш. Со Гоце не беше така. Еве го даме, штедар, природен соговорник за убавото, за доброто, за слободата, за братството, за должностите, за жртвите, за херојствата, за успехот. Ако решиш да се вмешаш во таквиот негов изблик, ги приближува веѓите, упатува остер поглед со насмевка, која ти кажува: ги знам јас границите на можното. Гоце не беше таков. Си помислувам за Сарафов, пред очи ми излегува сигурен во себе јунак, готов во секој миг да изведе подвиг. Чувствуваш ли дека ќе можеш да го следиш трајно се врзуваш за него? Воспротивно се одделуваш. Со Гоце не беше така. Ако посакаш да се доближиш кон Гавранов или Васков, те пречекуваат со зборовите: што те доведе кај нас? Што те доведе кај нас? Ги чувствуваш како силни деловни луѓе и доколку немаш повеќе работи со нив, гледаш да не им го одземаш напразно времето. Со Гоце не така. Не беше. Се среќаваш со Тодор, имаш чувство дека се наоѓаш во личност, со личност за која се е решено и која никогаш од ништо не остапува. Со Гоце не беше ни така. Спроти мене е Пере, ми се смее од се срце и ми вели: ги читам твоите конфронтации отпечатени во весникот Илинден, во весникот Одрински глас, заедно со фелтоните на Петроне. Ги читам навечер во креветот пред да заспијам. Сакаше да се смее на појавените од некого слабости. Со Гоце не беше така. А како беше Гоце? Како беше тој за време на средбите, на вечерите, на беседите, на другарските собири, на проповедите? Го сретнеш ли Гоце на улица, тој учтиво те поканува да му се придружиш. Влегувате заедно, например, во мејаната Македонија, седнува и те кани да седнеш и ти. Порачува кафе, тешко и сладко, и тоа две наеднаш во еден филџан, и те прашува: што ќе порачаш ти?
ги става в джеб манастирските броеници на кои виси железно распетие со телото на Исус. Вади цигари, става една во цигарлакот, систем на доктор Кох со стакленце внатре, на кој однадвор пишува кукуш и ти нуди и тебе со цигара. Почнува прв да зборува, додека ти го гледаш и му се восхитуваш. И те допира право во душата, во најнежните жици. Те прашува како си, со една близкост, со едно сочувство, кои те тераа да веруваш дека тој навистина се интересира за тебе и сочувствува со тоа што ти му го кажеш. Затоа, кога ти почнуваш да зборуваш, не можеш, а да не му се довериш и да му раскажеш работи што дури и самиот од себе си ги криел. Те распрашува за блиските и за далечните и убеден си дека и тој го преживува тоа што му го одговараш. Смирено и неосетно си ја откриваш целата душа, а патем се чудиш како се случило тоа и го гледаш како и тој учествува, се бранува со твоите доживувања почисто и појасно отколку самиот ти. Те презема во неговите раце и по неколку минути тој ги усмерува и води твоите чувства, твоите бранувања и твоите лични доживувања. Сретнати и сплотени. Посакуваш да не се разделуваш, туку постојано да останеш со него. Доаѓа на масата друг. Гоце и него го поканува да седне и го прашува: ги заврши ли работите? Се ли е во ред сега? Доаѓа и трет. Го кани и него и го прашува: се видовте ли со Чучков? А ако не сте се виделе, отиди сега кај него. Тој е во хотелот Батенберг. Доаѓа и четврт, но тој веќе не станува. Му вели: дојди вечерва во летната бавча кај гостилницата браќа Миладиновци. Стануваме сите, но не сакаме да си заминеме. Го чувствуваме како близок човек од кого не сакаме да се разделиме. Се сватуваме да се го погледнеме уште еднаш. Погледот како зрачна жица останува да не сврзува до последното видување. По вечерата повторно седиме заедно на иста маса во летната бавча на гостилницата браќа Миладинови. Свири и пее италијанска група. Често седиме во друштво со Туше Деливанов, Бојан Биолчев од семејството на Петар Станков, доскорешен член на касацијата. Пиеме пиво, слушаме песни, се шегуваме, си раскажуваме доживеалки. И Гоце раскажува за себе и за своите доживувања од детството во Кукуш и за школувањето во Солунската гимназија. Подоцна доаѓаат Диме, Трајче, Чучков и други, кои не ги познаваме. Разговараме за летните бавчи околу Солунското пристаниште, за тамошната музика и за летните бавчи кај пиргите и Башчинар. Гоце додава: ама не заборавајте го, и затворот Беаскуле. Пак се смееме, се шегуваме. Се договоривме на престојниот празничен ден да отидеме на излет во Књажево, близу Владајската река. Оние кои се женити да си ги доведат и жените, за да го привотват ручекот. Речено, сторено. Некои од соседните маси само не гледаат и молчат. И пак дојде некој и му рече на Гоце: готово е се? Добро, одговара Гоце. Доаѓа друг. Дојдоа Калифарски и Икономов да ме чекаат утре во Књажево и слично. Стануваме и си заминуваме. Спиеме во една соба. Довидување до Владајската река. Се опатуваме кон станот, а некој трча по нас. Не стигнува еден од тие кои молчеа и не гледаа од соседната маса и вели: Гоце, и јас сакам да дојдам со тебе внатре. Добро, оди кај Чучков во хотелот Батенберг и кажи му оти јас сум те испратил.
si zamina човекот. Утредента го сретнувам истиот човек на улица како брза лета. И тој ми одговара, во Дупница, кај дедо Колјо Малешевски, ни ветерот не може да го стигне. А што направи Гоце? Ништо. Тој продолжуваше да го сака Саракинов, па дури го сожалуваше зашто немал толкова волја за да се воздржи, зашто немал толков ум за да разбере дека ништо со тоа нема да се реши и дека уште како дете веројатно му недостасувале љубов од мајка му, како би си ја скротил дивата грубост. Гоце имаше религиозен култ кон мајката. Гоце обожаваше својата мајка. Тој веруваше дека мајката е посредник меѓу божественоста на човекот, дека таа зема честитка од божеството и го става во градите на рожбата. И навистина, тој нејзе ја должеше нежноста во своето срце. Ако некој се нафрлили, му било наложено да ја пишува биографијата на Гоце, ќе треба задолжително да го проучи ликот на неговата мајка, за да ни го опише срцето на нејзиниот син. Гоце беше најмекиот, најпопустливиот и најголемиот почитувач на мислењето на другите за време на другарските собири. Следниот пат ќе продолжиме со овој текст напишан од Климент Шапкарев за Гоце Делчев. До тогаш бидете ми добри, до гледање од Силвана Павловска.